Глобалниот фонд против туберкулоза, сида и маларија се повлекува. Годинава завршува целата финансиска поддршка на превентивните програми за ХИВ во Македонија, а со тоа под знак прашалник се става постоењето на неколку програми за намалување на штети, програми за превенција на ХИВ и туберкулоза кај ранливата популација. Невладиниот сектор алармира, мора да се изнајдат пари за овие програми да продолжат и понатаму да обстојуваат. Сите овие програми за намалување на штети од употреба на дрога и превенција на ХИВ ќе најверојатно или ќе се намалат или во многу мал дел ќе продолжат да постојат. Сакам да повторам дека владата пред Глобалниот фонд се обврзала дека ќе го превземе финансирањето на овие програми. Така што ние се надеваме дека ќе се промени ситуацијата и дека овие програми ќе продолжат да се финансираат во истиот обем како што досега. Минатата година Министерството за здравство го скрати буџетот на програмата за заштита на населението од ХИВ и СИДА на 27 милиони денари од неопходните 65 милиони денари. Уште е неизвестна работата, особено со тоа што минатата година се соочивме со огромно кратење на буџетот за ХИВ. Кратењето на буџетот за ХИВ значи кратење на сите програми за превенција. Исто така неизвестно е колку ќе има понатаму пари за антиретровирусна терапија. Така што се надеваме дека ќе се променат состојбите, како што знаете неизвестно е формирањето на влада, кој ќе формира, дали ќе се формира, така што се надеваме дека новиот состав ова прашање ќе го реши, затоа што е многу важно прашање од интерес на сите граѓани. Од невладиниот сектор потенцираат дека во финансирање на програмите за намалување од штети треба да се вклучат и локалните самоуправи, како финансиски, така и со логистичка поддршка. Во Штип оваа програма ја имплементира невладината организација Младински клуб. Целота е преку делење на стерилни игли и шприцеви, помеѓу зависниците да се намали ширењето на заразни болести. Во меѓувреме се зголемува бројот на заболени од ХИВ и СИДА. На државно ниво само минатата година се дијагностицирани 35 нови случаи. Во Штип од 1978 до денес има 15 заболени, од кои 7 се ХИВ позитивни, а 8 се болни од СИДА. Тројца од заболените се починати.